како човек од Македонија, велите, вие сте македонски државјанин, како ја доживувате оваа контрадикција? Од една страна, Обединетото кралство напушта Европската унија, од другата страна гледаме дека едно огромно мнозинство граѓани на Северна Македонија се за влез на земјата во Европската унија и во тоа гледаат шанса за подобар живот. Јас тоа не го гледам како контрадикција воопшто. Ситуацијата, предикаментот во кој што се наоѓа Македонија и македонското општество е сосема поразличен од ситуацијата во која што е Обединетото кралство во моментот. Мислам дека колегата Поповски спомна веќе, но клучната разлика, ние можеме да повлекуваме паралели и аналогии, но клучната разлика е токму во имиграцијата, прашањето за имиграција, за кое што Велика Британија и Македонија, јас би шпекулирала, се на две сосема спротиставени страни. Значи, кога Северна Македонија би станала дел од Европската унија, претпоставам дека нашето општество би поминало низ процес на емиграција. Додека во Обединетото кралство ситуацијата е поинаква и со секоја година на нето имиграцијата е позитивна. Тоа се десетици, над 100.000 луѓе остануваат секоја година во Обединетото кралство. Што значи, и токму затоа тоа е и најважниот аспект од дебатата околу Брекзит и членството во Европската унија во Обединетото кралство. Без разлика на економските придобивки, на политичките вредности, на културните и образовни врски помеѓу Обединетото кралство и Европа, јас мислам дека имиграцијата беше клучното прашање кое што придонесе да го видиме овој резултат и на референдумот и на изборите. И токму затоа викам дека не е контрадикција, затоа што Македонија не се наоѓа во таа ситуација, затоа што и тука во Обединетото кралство многу малку спорат за економските придобивки од членството во заедничкиот пазар во Европската унија. Многу малку се спори фактот дека заеднички политички проекти, заедничко членство или репрезентација на меѓународни форуми е корисно. Меѓутоа, прашањето беше колку тие придобивки, кои што се, значи неоспорно придобивки за секој нов член, како и нашата држава, се колку се тие вредни, колку би може да компензираат за перцепцијата за тоа колку државата губи од имиграција. И затоа мислам дека тоа е клучната разлика и дека Македонија не е во ситуација да извлече некоја поука од тоа што се случува во Обединетото кралство сега.